Добро вечер. Го следите најновото издание на Само вистина. Добро дојдовте. Јас сум Јана Јосифовска, мои гости вечерва, господин Ристо Никовски, поранешен амбасадор дипломат. Добро вечер. Добра вечер. Господин Александар Трајановски од ГРОМ, поранешен заменик градоначалник на Скопје. Добро вечер и благодарам на поканата. Амбасадоре, Румен Радев, како што и се очекуваше, победи со, можеби не дека со големо мнозинство, меѓутоа сепак прогнозите и претходно и од вас што доаѓа беше дека ќе победи во Бугарија. Многумина деновиве анализираат што ќе значи од една страна неговата победа во однос на европската перспектива за Македонија, секако и самото делување негово во Европската Унија. Ако некој кај нас може би се надеваше дека со некаква промена на власта во Софија ќе продуваат, ќе дувнат нови ветришта, дали со победата на Радев може да се каже дека таа надеж веќе не постои или сметате дека постои простор за изненадување? Нема простор за изненадување. Мислам, неговата победа во Бугарија е успех за земјата, бидејќи после колку години успеава да изгласаат влада која ќе може да се формира од една партија, од победничката. Многу веројатно е дека Радев ќе оди на евентуална коалиција со продолжуваме со промените Демократска Бугарија, за да има една мнозинство со кој ќе може да владене или така силно. Тоа е една, мислам, од опциите, една од верзиите. Меѓутоа, во секој случај, тој има преку 130 најверојатно парламентарци, пратеници и ќе може да формира влада. Велам, тоа е позитивно за Бугарија. Меѓутоа, во целина, тоа ништо не значи за Македонија. Апсолутно ништо, напротив. Јас сега ќе ви цитирам некои негови изјави за нашата земја, кои се катастрофални. Најжестокиот противник на македонизмот. Да, ги знаеме, ги слушавме низ години. Ги знаеме, ги знаеме тврдиот став кон македонското прашање. Ali еве само неколку ќе ви прочитам. Еве една за пример. Вика, вели, македонскиот јазик не постои. Во 2019 година изјавува, вели, Бугарија не може да прифати легитимирање на македонскиот јазик и македонско малцинство во Бугарија. Бугарија поддржува европската перспектива на Македонија, но без фалсификување на историјата и јазикот. Македонскиот јазик е бугарски дијалект и историјата ни е заедничка. Да. Велам, тоа се доволни и покажуваат се. Значи, нема никаква надеж дека тој ќе донесе до било какви промени во однос на Македонија. Добро. И само уште нешто. Повелете? И 10 години од сега да се одржуваат нови избори во Бугарија, и 20 години, ниедна власт која ќе дојде нема да има поинаков однос кон Македонија. Тоа е факт, разбирате. И тоа покажува дека топката е во нашиот двор и мислам дека моменталната цврста позиција на премиерот дека ќе чекаме ако треба со деценија е погрешна, бидејќи знаете, ако имате проблем, а проблемот е наш, Бугарија нас не блокира како што беше претходно со Грција. Грција имаше проблем со нашето име, позициите беа наши. И сега ние сме под агресија на Бугарија. И знаете, има една вистина која кај нас не се согледува доволно. Влезот на Македонија во Европската Унија значи дефинитивно легитимирање и меѓународно поставување, да речам, етаблирање на нашата држава. И затоа не пуштаат. И во тој контекст, велам, политиките на Бугарија не се неизини. Политиките на Бугарија се резултат на туги политики, од многу поважни фактори на меѓународната заедница, а Бугарија само е експониран фактор, како што беше и Грција претходно. Значи, треба да бидеме наивни да веруваме дека Грција не прекрсти и дека Бугарија ќе не бугаризира. Сметате дека помоќните европски престолнини имаат влијание? Подалеку, од преко океанот. Мислам, тоа се работи за американски сценарија, а Брисел нема своја политика, надворешна политика, нема своја безбедносна политика, ги следи без никакви, мислам, скрупули, да речам, без никакво критичко оценување на тие американски политики. Затоа се најдоа во небрано. Да, сега заострени се односите околу војните. Трановски, дали вие ќе се согласите со ваквата генерална, да кажеме, оценка, што ви очекувате? Па не сум далеко од констатацијата која што имаше мојот вечерашен соговорник господинот Никовски. Сметам дека
националното прашање во однос на Македонија во Бугарија е доста консолидирано и нивната фортификација е многу јасна, без разлика кој политички чинител е на власт. Да, тоа го видовме и од нивните полиберални влади. Дали бил Петков, дали Борисов, години наназад, мислам, тоа беше многу јасно дадено до знаење кај нас и не знам зошто некоја политичка структура кај нас би се надевала дека некоја нова власт или некоја нова структура во Бугарија би можело да го промени ставот. Значи, историски ако гледаме, ние вака помеки или да кажам уважени ставови од времето на Желјо Желјев и Ѓорги Димитров речиси да не постоело, другото се било. Го избриша него. Тоа сакав да кажам, буквално, значи, ониот собствен човек од историјата многу важен го избриша, затоа што имал многу меки и пријателски ставови кон Македонија. Така да, тоа прашање во Бугарија е апсолвирано. Оно што можам јас да го констатирам од овој изборен циклус е дека прашањето за Македонија на овие избори не беше толку актуализирано. Да, беше забележливо. Беше доста дистанцирано од јавноста и од медиумите и некако не се користеше во преписките и во пораките кои што ги праќа кон граѓаните. Тоа кажува дека Бугарија е во една друга фаза, внатрешно збориме, внатрешно политички. Кај нив беше многу побитно да се надмине оваа криза која што ја има, особено изминативе 5 години, каде што во 8 изборни циклуси они не можеа да формираат стабилна влада, а дури кога ќе успеа, за кратко време, за некои 2-3 месеци, имаше масовни протести на улиците за најразлични теми. Прво беше транзицијата од левот во еврото, потоа беше некои измени во законот на финансискиот и монетарен систем, кој што граѓаните не го прифатија, даночните измени исто така, на кои што буквално ја бутна оваа влада. Они пробаа да се спасат со неколку оставки. Тоа не им успеа, едноставно следниот природен чекор беше да се оди кон избори. Може би не се согласувам дека сега во овие последни неколку години, особено кога ги спомнавте Соединетите Американски држави, дека имаат некако влијание со нашиот евроинтегративен процес. Ајде, можеме да кажеме дека учествува во нашиот атлантско интегративен процес во внесувањето во НАТО, затоа што за нив тоа беше навистина значаен стратешки чекор да го формираат крилото на НАТО на овој дел од... Не жртвуваа за тоа. Па, жртвували и поголеми А земји зашто од на нас. САД не би му било интерес Македонија да стане дел од Европската Да го унија? оставиме САД за сега, само да докажам мојата теза. Сметам дека Европа сега е буквално и самата Европа е пуштена низ вода од страна на Соединетите Американски држави и е пуштена да си го наоѓа својот пат. Тоа изразито се виде во првиот пат кога почна првите сигнали на комуникација помеѓу Русија и Америка во однос на прашањето за Украина. Кога првата средба беше исклучиво на представници американска делегација и руска делегација која што се сретна прво во Турција, а потоа и во Соединетите Арапски Емирати. Значи целосно изфрлање од игра, иако тогаш Европа некако нагази сериозно ја свати онаа тема, почна да протнува идејата на Украина брз воз во Европска унија, што исто нас не револтира. Не само нас како земја, него и целиот Западен Балкан. Тоа нема да успе никогаш. Па без разлика ќе видиме, Европа е во еден лимбо момент каде што може и она да почне да прави непредвидливи чекори, останува да видиме. Еве, се разгледуваат некои реформи внатрешни кои што би можеле да бидат во наша полза, може и да не се случат во промена на начинот на гласање. Да се вратиме на нашиот случај, мислам, ќе се вратиме веројатно подетално на тие. Да, мене ми е само малце ми е несериозно. Да. Имаме многу искуство, еве во клучни сум го кажувал во оваа емисија, значи од Преспанскиот договор некако да не можеме да научиме дека кај нас некако секогаш се подпираме на процесите околу нас, а не во внатрешните процеси. Сметам дека секогаш ни е битно кој е на власт или како ќе се одвиваат политичките процеси во кај нашите соседи, а потоа гледаме во соседниот двор. Тоа сметам дека час поскоро мора да го смениме, затоа што прво и народот го чувствува дека ние имаме многу работа овде, на нашите улици, во нашите институции, и во однос на интегративниот процес, но и во враќање на дигнитетот и достоинството на институциите во очите на граѓаните. Така, ќе дојдеме и до тоа. Да, повелете. Мислам една мала реплика. Видите, овие работи што ги кажавте и околу Америка и околу Европа се многу интересни, мислам дека ќе дојдат на дневен ред. Меѓутоа што се десува за бугарските избори и зашто Македонија не беше на дневен ред. Има многу јасно и прецизно објаснување. За Бугарија проблемот е решен. Да подсетиме само и затоа нашата политика е апсолутно погрешна во момент во однос на Бугарија, која мисля дека сега еве нова влада, стабилна влада, ќе имаме контакти, можности.
луѓе да се потсетиме дека на последниот самит на НАТО Кошта, шефот на Европската Унија, иницираше средба меѓу Радев и нашата председателка, и таа не се одржа. Радев не отиде прво на самитот, разбирате, прати некој други, тој другиот ја игнорираше нашата председателка. Но кога велите погрешна е моменталната политика, конкретно на што мислите и што според вас треба да се направи? Сакам да го објаснам баш тоа. Видите, значи, одбија средба. Сега и кога ние баравме директно и билатерално, велат, нема што ни да разговараме. Се во Европа. Заборавајте, председателката беше и министерот за надворешни, после оплативме протестна нота затоа што беа примени без официјални знамена. Да, тоа беше една иницијатива, но имаше уште една. Тоа со знамето беше апсолутно наша грешка. Затоа што да не одиме се во тие детали. Само ќе кажам дека тогаш во таа прилика и кабинетот го објави тоа. Само нашиве тука медиумите влијаеа, нашиве направија една паника, една афера дека нема знаме, а председателот Радев, тоа беше некултурна манифестација, ја одведе да го покаже неговиот кабинет. И таму се слика, он ми го покажува, не, она таму гостин во кабинетот. Така Добро, али не е важно, тоа ние бевме виновни, али не е важно. Јас го промолчив, например, тоа, затоа што бугари заслужува да добива од кај нас пацки, како се вика тоа, разбирате? Значи, да се вратиме на ова, тие за нив прашањето е завршено. Тие сметаат дека, и тоа право се, с нивните најмаксималистички, нивните идеи, желби, соништа, нивните фантазмагори, историски издоби, се во преговарачката рамка. Тие завршија својата работа и велат, со вас ние немаме ништо. Ова што го прифативте а ние прифативме, се збереме сето тоа, во Брисел, извршете го. За нас нема ништо ново. И сега ќе ви кажам, на новото недавно го видовте, има реакција на 17 бугарски парламентарци во Европскиот парламент, мисли дека вчера таа е објавена, кои велат преговарачката рамка не сме да се допре. И не само тоа, објаснуваат, вика, нема правна, постава Вајд што го покрена и така натака, вика, нема правна нејаснотија што треба да се разјасни. Протоколот, вториот протокол, кој е апсолутно нелегален, вика, е составен дел од Европскиот консензус од јули 22 година и јасно одразен во заклучоците на Советот и целосно вграден во преговарачката рамка. И не само тоа, директен обид повторно да се отвори веќе здвореното прашање, што едногласно го одобриле 27 земји, е самата Македонија и никој не може да го доводи во прашање. И не само тоа, се повикуваат и на, да видиме каде е тоа, дека не е само преговарачката рамка, овој не е само, како се вика, протоколот, него и сите протоколи кои ќе се подпишуваат. Да, тоа е официјалната нивна позиција, ама не е само нивната позиција. Многу европски лидери, дали беше европскиот комесар или било кој што дојде овде, лично истото ни го порачаа дека уставните измени се единствениот европски пат за Македонија, дека ние мораме да го направиме. Денеска и Марта Костова и не само тоа, него неколку пати го кажува Марта Кост, неколку пати Денеска имаше исто Ама сите знаете, пред минатата недела беше белгискиот министер за ворешни работи. Човекот кој зборуваше мисли дека е наш човек. Све беше во наша корист. Критикуваше Европа и вели уставните промени. А знаете што? Имаат ли сега смисла уставните измени воопшто, нешто дека може воопшто да се промени во тој услов, ако де факто од Брисел се повторува, а од друга страна јасен условот сега. Еве, македонските власти очекуваат дека можат со Радев да седнат и можеби да има некаков отворен диалог. Дали може нешто воопшто да се промени? Не, јас мислам дека таа порака дека ние би можеле на нашите политичари или нашата власт да седне на маса со Радев и да нешто да промени, мислам дека е прашина во очите на граѓаните. Тоа е лажна надеж. Значи, од сервирањето на францускиот предлог и протоколот пред нашата државна делегација, мислам тука нема ни милиметар одстапување ниту од Европската унија представници, ниту од бугарската страна. Исто беше и со Грција. Ја сметам дека кај нас е единствениот простор и за информации каде што некој влева надеж дека нешто би можеле да промениме во оваа траса која што ни е одредена. Тоа е буквално една шина каде што нашата локомотива е ставена и не постои лево-десно, не разбирате, немате ни назад, него морате или да ја преминете препреката, која што вие кажувате, или тоа е само треба да се најде некој сериозен политичар кој што на оваа нација, на овој народ, ќе му ги соопшти работите како што се. Без како беше на лажи и преваре,
без задкулисни скриени пораки, него едноставно дека процесот е тој дека е суров. Кај нас и релативизирањето со гневењето со бугарскиот народ, ја имам една моја теза каде што ако ги погледнете сите овие бугарски клубови кои што се отворија, сега викаат тоа е политичко влијание. Да, но кој го донесе тоа политичко влијание и го сервираше на македонскиот народ, на очите на македонскиот народ за да се поттикне омразата. Сите тие луѓе председатели на тие клубови културни кои што ги отвара и врше одредени провокации се некако поврзани со оваа владеачка партија во моментов. И тоа не се... Не, тоа е бугарска, чиста бугарска пропаганда, агресија. Без разлика, знаете како на слики, кога ќе видите хронологија, фактите говорат дека на сите тие клубови културолошки, како и да ги викаат, дали беше оној во Битола, дали беше оној во Охридске, не се сликани со претходните раководства на ВМРО, него се сликани исклучиво со овој актуелниот председател на ВМРО ДПМН. Имаат слики. И сега одеднаш тие се разбудиле преку ноќ и станале, се освестиле како бугари, отвараат клуб, од каде им пари, знаеме од каде им стигаат тие средства, но некој тоа го дозволил да се случува на наша територија. Јас затоа кажувам, значи ова свесно крвење меѓу македонскиот и бугарски народ е сосема непотребно. Да, што да се направи да има приближување прашањето воопшто. Другата порака да нема која што јазик на јас омраза. само уште да го докажам. Мене друга порака што ми беше симптоматична е во време на изборниот циклус, нашиот премиер комуницираше со Бојко Борисов. Тоа кажува дека ние веќе сме имале добра комуникација со претходната власт. Иако ако сте релевантен политичар и ја следите политичката ситуација во Бугарија, знаете дека Бојко Борисов нема шанси да победи на изборите. Иако медиумски го притиска, го фаворизира како втора опција по рейтинг, на крај испадна трета партија. Добро, сите комуницираа со Бојко Борисов, но прашањето ми е Ама сакам да кажам дека ние, ако ја бараме најповолната ситуација во бугарското раководство на државата, ние сме ја испуштиле. Ако тоа бил Бојко Борисов. Што треба, еве, амбасадоре, да се направи според вас, ако ги лоцираме, постојано зборуваме за проблемите и еве да се сопре тој јазик на омраза. Дали воопшто каква акција од македонска страна според вас е потребно за да има воопшто некакво приближување? Дали можеби треба да се фокусираат на економска соработка? Клучното прашање што го историските идентитетски прашања да се стават замрзнати во фрижидер. Јас не знам, вие колку што ве разбрав, вие мислите дека треба да го смениме уставот, така? Да. Да. Видете, политички гледано, кога се бавите со политика... Доволно, сега да кажеме, значи, видите, прво, утре да го смениме уставот, заутре тоа да важи и после 5 дена да ги почнеме преговорите, за 3 месеца да ги затвориме преговорите, што следува? Следува ратификација во собранијата, во парламентите. Бугарското собрание, секому тоа може да му биде јасно, никогаш нема да ратификува членство на Македонија, во кое ќе има македонски народ, македонски јазик, македонска историја и така натака. Услов единик, значи, тоа не може да помине. Значи, самата промена на уставот е катастрофа. Еве, јас и тука имам изјава на Радев, во која вели 120.000, претходно има кажано и 210.000. Тоа се по тројца од семејство, тоа се 600.000. И првото прашање, а зошто Бугарија инсистира ултимативно да го смениме уставот? Да се фала дека влегнавме во уставот? Не. Тие после тоа ќе играат на тие 200-120 дека бидат по тројца членови, кои јас сум се декларирал, сите потпишаа дека се бугари. Ако јас сум потпишал, моето семејство му е 4, сопругата нека не биде бугарка, децата се бугари, значи ако сум ја бугарин. Пута тројца 320, тоа е 400.000, разбирате? Значи, бугарската идеја е за бугаризација на Македонија. Тоа треба да ми иде јасно. Ако не признаваат јазик, не признаваат народ, не признаваат историја, што сакаат? Сакаат да не извршат бугаризација. Со врегување на бугарите во уставот, тие ќе почнат нова процедура, ќе купуваат бугари на секој ќош, како што ги купија тие во Битола, во Охрид и така натака. Сите сте купени, разбирате. А Бугарија е спремна да вложи големи пари и после ќе бараат не Охридски рамковен договор, ќе бараат 5 пати поголем Охридски рамковен од досега. Како да се надмине условот што веќе е прифатен? Ако е прифатен, верувам дека и ваш став е дека е на штета
Се разбира, тоа е оценка на многумина. Условот со уставни измени, а останува како да се надмени. Видите, само јас не знам што имам- мислите на вашето Аха, прашање. добро. Значи, едини излаз, ја ви тврдам, единствен излаз за Македонија во даденава ситуација, и тоа мора да биде подитно тоа, е откажување на вториот протокол. Затоа и бугарски парламентарци се уваат. Вториот протокол е апсолутно нелегален. Јас ги имам сите документи тука, може да ги цитирам. Да, знам. Разбирате? За идентитетските и историските Видите, во тој протокол, тој е записник. Тој записник е влезен во преговарачката рамка. Записник и не само тој, вели и сите други, а те треба да има секоја година. Во 8 години кога што има договор за непријателство, има само 2. Што значи тие записници? Тие се само од историската комисија. Значи, во тој втор протокол кој е клучен за сите сега и за Европа, бидејќи само во него пише сме прифатиле обврска да менуваме устав. Потпиша Бујар Османи. Никакво право нема легално, тоа е чист криминал, разбирате. За промена на уставот во Македонија може да се покрене иницијатива само во собранието, од председателот, од владата 30 најмат се патеници или 150 граѓани. Овој потпишува некој паднат од вселената во Бугарија, потпишува дека ќе го менуваме уставот. И сите се фатиле за тоа. Зашто се фатиле за тоа? Помената на уставот значи она што го вика и како се вика Радев, сегашниот премиер, вели Македонија може во Европската унија, македонизмот ме. А кој што е македонизмот? Тоа сме ние. Видете, не сме биле до сега соговорници, да го појаснам мојот став. Јас доаѓам од партија која што е исклучиво против внес на бугарите во уставот. Сме го кажувале тоа многу пати зошто. Значи вие сте против партијата. Но практично, значи од она што е како расположливи средства во моментов, ако некој више државнички треба да размислувате, тоа е процес во кој што некој не внел. И ние не можеме да се браниме со чекање. Ме разбирате? Од тој Против аспект, чекање, јас сум против чекање. од тој аспект кажувам дека ние единствениот аргумент сега во овој процес дека ние треба да чекаме. Еве ќе чекаме да се смени грешка. власта во Бугарија. Тоа е Ќе грешка. чекаме да се смени, не знам, Урсула фон дер Лейн, ќе чекаме Тоа е Европа грешка. да се вразуми. Тоа е грешка, тоа е многу погрешна Ни политика. Европа, ни Софија нема се предомисла. Нас ни поминува времето, граѓаните ни се отцелуваат. Иначе конкретно јас кога сум го кажал тоа дека сум за уставни измени, практично кај нас, за да се случат, ние како држава или овде во оваа држава треба да се направат некои промени. Сум го зборал во оваа емисија дека треба да се укине законот за употреба на јазиците. Токму она што го кажавте, јас ќе ви го појаснам преку законот. Тоа е уништувачки закон. Ако еднава страна го користеше до сега Тиранската платформа. Да, за тиранската платформа ги експлоатираше дека ние сме двојазична држава, со сушност не сме, но нели, они си го експлоатира. Што мислите дека ќе ги спречи бугарите да го направат истото? Бетар уште поише ќе Затоа ви направи. кажам, кај нас имаме закон кој што на нас всушност ни прави проблем. Друга работа е што уставните измени кај нас не се чекаат исклучиво само за прашањето на внесот на бугарите. Да, тоа него е има многу отварање на Се отворили Пандорината кутија. уставот, тој ти да нејабана. То има многу работи и проблеми кои што кај нас политичарите и како да кажам лидерите на оваа држава ги подметнувале, ги фрлале под тепих и не сакале да ги фатат да ги решат. И сако ќе ви се соберат толку многу проблеми, има луѓе и сериозни нации кои што чекаат такви прилики, како што не начекаа и со Преспанскиот договор, затоа што ниту Европа, ниту една земја во Сами се Европа наместивме. не постои лидер, чекај сега ќе дојде овој, ќе го сменат ставот за ова прашање, ќе дојде сега овие другиве поинаку. Тоа само кај нас се случува. Добро, За што жал, треба да се Грците направи? Жал. исто издржаа толку години, не го променија ставот, го добија тоа што го сакаат со Преспанскиот договор. Бугарите исто така знаеме дека без разлика кој да дојдеше на власт и Радев и после Радев дека Исто е. нема да имаат никаква промена. Точно. Нашите лидери, овие кои што се нафатиле да бидат власт, премиери и председатели, треба да бараат излез за овој народ од таа ситуација. Точно, тоа е мојата поента. Ако тој излез е преку уставните измени, ние треба Не да е. створиме ситуација. Ама не е. Не може сега да не Европската унија ни кажува дека Ама зашто кажуваш, што некоја да не идиот наш потпиша да разберете Добро, дека да, ќе менуваме само уставот. тоа го Видите, навреди, само добро, да, тоа речи го го слушајте. двемон. Тоа се, видите, тоа е предавство, тоа е тешко Ама предавство. тоа е наше предавство, ние треба да си го решаваме. Европа не го гледа така. Ама чекајте, и затоа е решението ако ако јас сум направил грешка, нема да исправат грешката Трајче, Петре, Ѓоко. Самите треба да исправиме. Како?
со повлекување потписот, со повлекување вториот протокол. Ние само вториот таму, протокол, видите, со вториот останатите протокол е нелегален, неуставен, надвор од сите прописи. Сметате дека тоа ќе го реши проблемот? Тоа автоматски го решава проблемот и го отвара нова траекторија. Затоа што со вториот протокол ние сме прифатиле промена на уставот која е сега главна кочница. Го повлечеме ли ние вториот протокол, паѓа обврската за промена на уставот, паѓа и преговарачката рамка која сите викате е непроменлива. Што е непроменливо? Библијата е менуваат, разбирате. Значи, вториот протокол ако ние го повлечеме, а тоа го повлечеме што поскоро бидејќи времето не работи за нас. Ако Македонија продолжи со чекањето кој што заговара и сегашната власт, Македонија ќе оди прудолу и следната година ќе биде во тешка криза. Разбирате, затоа што Европската унија е желба на сите и моја. Значи, ако не одиме према Европската унија, опозицијата ќе блиста, ќе се врати на сцена. Албанците го сакаат тоа од други причини, така натака. Народот го сака. Разбирате? А ние, ако сум јас болен, јас барам решение, јас одам на доктор, а докторот е промена, повлекување од вториот протокол. Знаете, од меѓународни, ова е записник, во дипломатската пракса, повлекување од меѓународни доктори, од меѓународни договори е чиста рутина. Америка се повлече од 3 договори. За климата, за нуклеарната енергија на Иран, од ТПП за... И од Светската здравствена организација. Од чудо, од 20-тина се повлече организации. Разбирате, се повлече. Председателите на Америка ги подпишаат тие договори. Никому ништо. Ова е протокол нелегален. Велам, целиот протокол кој го прочитате, тој е нов договор. А според самиот договор за непријателство со Бугарија, член 13, став 2 вели: било какво амандмирање на овој договор, промени било какви, мора да оди на нова ратификација. Вториот протокол не е ратификуван. Тој е нелегален документ и ние сите аргументи ги имаме и треба нашиот уставен суд, кај што Лиле Поповска покрана иницијатива, треба подхитно да се изјасни, бидејќи ние имаме ситуација да еден Вајц тамо австријанец не брани. Тоа е негов крик во пустињата да го доведе во прашање вториот протокол во Европската унија, а ние молчиме. Се согласувам до некаде, но еве ќе ви кажам, мојот впечаток од последните 2 читања на извештаите, конкретно господинот Вајц, мислам дека и он се откаже од нас. Затоа што еве последниот пат не, минатата година да, сега не. Не, од последниот извештај после имаше уште на седницата имаше 2 читања каде што човекот повторно констатира дека уставните измени мора да се случат кај нас. Но извештајот е она што ви кажам кај нас делумно се чита како што и одговараат на политичките елити. И она што го кажам јас, ние за да предизвикаме Европската унија и чинителите на Европската унија, ние треба да подобриме многу други поглавја што ги опфаќа евроинтегративниот. Тоа не е спорно. Затоа ви зборувам, ние на пример да им направиме незгодно на сите, да фатиме борбата со корупцијата. Реформските закони. Добро, тоа мислам дека добро ни оди во ратификацијата и реформите, мислам дека имаше забелешки денеска од Марта Кос дека генерално Западен Балкан споро напредува и не е задоволна. Мислам дека рефлектирањето е највише врз основа на Србија, пошто они Србија им е најголем проблем. Добро и најважна земја во регионот. Мислам извештаите се стварно не отстапуваат. Тие се корупција стапка, недоверба во судството, нефункционални институции, превработеност на администрацијата, ни еден политичар нема да ви го каже, тоа е нотирано во 15 последователни извештаи. Тоа не ви кажува преработено, вика 47% повеќе вработеност има врз основа на глава на жител, институции и функционалност. Видите, една работа е тука клучна. Она е една убава изрека вели: ние држави од Западен Балкан, тоа е измислица од балканскиве земји, вика ние се правиме реформи, а Европската унија се прави можем ќе не прими, разбирате. Ова што велите вие во реформите кај нас, колку е направено? Минимално, да не речеме ништо, разбирате. Само да ви кажеме на работа. Утре да ги исполниме, задутре, сите копенхашки критериуми, 150%. А зашто да не ги исполниме? Чекайте, тоа е наш интерес. И после да им речем, еве, ние исполнивме се, само тоа не. Тоа ми е поентата. Утре да ги исполниме сите, како никој до сега. Пак да не примат. Знаете кој е мојот пенален впечаток? Ради разни меѓународни интереси, вака така да нодиме сега во таа насока, Европската унија нема намера да ја прими Македонија.
Ваква каква што е, разбирате. И затоа овие Какво би примило во Видите, тоа догледно во време? Македонија Мислам бугаризирана. дека Европската Затоа унија нема ништо лично против нас како Македонија и не сакам така да не, ги... не е тоа европска политика. Па, Видите, ако гледате наназад од 92-та година, кога во Обединетите нации, во Советот за безбедност, светската влада на еден нелегален начин ни го оспорија, ни го суспендира името. Бугарија го направи тоа, Грција го направи тоа, да не бидеме смешни, мислам. Значи се работи за една многу пошироки интереси и се што се случуваше после тоа. И сите, например, една заблуда која владе дека во 2008 на самитот на НАТО во Букуреш, дека Грција го блокира нашето членство. Па да не бидеме смешни. Ако сака, мислам дека ако сака Америка да не прими, тоа а беше Грција ќе ги спреми, па да не бидеме смешни. Како беше тогаш, Буш беше председател, излезе tomorrow 3 countries will become members of NATO, ги Хрватска, Албанија и Македонија, Грција стави вето и после така. за месец дена почна грчката криза. Се активира сите побарувања, почна да им купуваат цели острови, инфраструктура. Коdzijas рече, јас имам изјавата и тука може да имам изјавата, Коdzijas рече, во Букуреш немаше грчко вето, ти може да има. Знаете што се случува во Букуреш? Беше Буш помладиот на крајот од мандатот, а американската политика, која не ја води председателот и кабинетот, туку Стејт департментот, е она што би реков, бугаризација, затварање македонското прашање. Зошто и претходно прашав, ќе сакам да се задржиме повеќе на нашите внатрешни прашања, но ја бидејќи неколку пати го повторивте, зошто на САД не би одговарало Македонија да е дел од европското семејство? Тоа треба да се истражува. Тоа никој не го истражува. Јас имам свое објаснување. Видите, сите елементи кои го ставите мозаикот од почетокот на распадот на Југославија до денеска, што мислите, нивици договорот го напиша Грција, нема врска. При времената спогодба од 95-та година, која напиша тоа? Очигледно е така. Тоа беше со меѓународно посредништво. Ама сакам да кажам, знаете, и таа привремена спогодба е 5 скали пониско за Македонија од резолуцијата на Обединетите нации. Тоа не може никој да го направи освен светскиот центар. А зашто е тоа? Моето објаснување, една ракатка, една шака луѓе сме, меѓу себе испокарани и ден денеска двете партии со кога се договори на пример светскиот центар. Нема со кога се договори. Сме биле, сме биле јаболко на раздорот тука. Сите имат аспирации према нас, сме биле бурето на барут и сега сакат да го затворат. Знаете, големите сили размислуваат долгорочно на решавање на проблемите, не како ние денеска за вчера или за утре. Колку е проблем кај нас што не постои тоа политичко единство, да кажам, иако декларативно се носат меморандуми и договори во собранието, меѓутоа